Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Овој пат ќе ги сепарираме фактите од митовите кај проблемот со спуштените органи како што е спадот на матката. 50% од жените во одреден период од животот ќе искусат некаков пролапс на органите во долниот дел од стомакот, што е пропратено со непријатни, понекогаш и засрамувачки симптоми. За пролапсот на матката денеска разговараме со професор доктор Васил Илиев, специјалист гинеколог акушер, субспецијалист урогинеколог во клиничката болница Жан Митрев. Ќе погледнете блок реклами, а веднаш потоа ќе ги разјасниме сите вистини и заблуди поврзани со овој проблем кој што е чест кај жените. Со професор доктор Васил Илиев, специјалист гинеколог акушер, субспецијалист урогинеколог, денеска разговараме за спадот на матката, односно пролапсот на матката. Професоре, добре дојдовте во телма амбуланта. Добар ден, драго ми е по некој следен пат што се дешава ваква тема да се отвори, бидејќи добивам информации што за овој период од развојот на медицината, воопшто на здравствената служба во нашата држава, треба да ги прошириме и да ги потврдиме некои митови, да ги разбиеме и заблуди, да добиеме некоја вистина и некоја реална слика за положбата на можностите за решавање на проблемите на жените, специјално во годините кога тие се најчести. А тоа се тие средни години и малку покасни години. Така, како што споменавте, постојат низа дезинформации. Точно. И токму поради тоа денеска издвоивме неколку најчести митови, но меѓу нив има и некои вистини кои што се поврзани конкретно со спадот на матката, со пролапсот на матката. И на почетокот ќе го погледнеме всушност овој телоп, вистина или заблуда, што е вистина, а што не ќе ни појасни професорот. Значи пролапсот ја зафаќа само матката. Вагиналното породување доведува до спад на матката, нема да дојде до спад на матката ако ја одржувате телесната тежина, нема пролапс ако нема испакнатини, жените со пролапс на матката неволно испуштаат урина, матката може да се намести во нормална позиција со специјални масажи, опасно да се има сексуални односи ако матката е спуштена, со операција за пролапс на матката се отстранува засегнатиот орган, ако не се третира навреме, матката ќе испадне, односно ќе излезе надвор. Професоре, значи сето ова денеска ќе го разјасниме, имаме навистина многу дилеми. Ќе започнеме со пролапсот, ја зафаќа само матката, дали всушност матката е најзасегнатиот орган кога станува збор за спадот, односно пролапсот? Вака едно мало објаснување сега. Значи, сите органи во нашиот организам, значи, сега концентрирани, ќе бидеме концентрирани на гинеколошките и уролошките, односно на мошниот меур, се на некој систем на кој што се обесени или на кој што лежат. И со текот на годините тие системи што ги одржуваат позицијата на органите попуштаат, било поради хормонски причини кои што се менуваат во текот на животот, било поради провокативни акции, породување, го спомнавте, вагинално посебно породување, било поради физички активности кои што се неадекватни за дадена особа, и поради генетски конституција, каде што мускулни, сврзани ткива, еластични ткива се во различна конфигурација во тие делови кои што треба да ја држат или да се подпираат органите. И тоа доведува до промена на позицијата, позната кај народот као кила. Хернии. Значи, урогенитални хернии се токму овие пролапси што ги сега збориме. Женската карлица е широка, физиолошки поголема и сите движења кои настануваат во таа ширина, во таа празнина, полна со различни типови органи, бираат фокус силите на делување и тој фокус паѓа точно врз мочниот меур, предниот зид на вагината. И многу често, пати мочниот меур заедно со предниот зид на вагината се водечки во спуштањето, во напуштањето на својата позиција, да речам, и доведуваат до тоа што со себе ги повлекуваат и матката или само грлото на матката, зависи. Често пати имаме пациенти каде што матката има, да речеме, грло или врат и тело. Телото е добро позиционирано, али поради издолжување, така наречена елонгација на вратот, тој учествува заедно со предниот зид, со бешиката, во спаѓањето, во испаѓањето. Значи, не е стално да треба да биде матката испадната. Може да учествува и задниот зид. Задниот зид кога се спушта, тоа има едно популарно на наше име кое го викаме ректоцела, учествува и предниот дел на дебелото црево. На завршниот на ректумот, предниот зид на ректумот се испакнува во задниот зид и тој предизвикува исто така пореметување во смисол на обстипација, во потешкоти на празнење на столицата и така. Значи, збориме за еден комплексен
урогенитален хернијација или пролапс или како сакате наречете го. И тие се класифицирани клинички во неколку степени за да се така евалуираат и така да се доведат до едакватно решение. Блага или пак во потешка форма состојбата. Така. Веќе следната дилема ја разјаснивте, вагиналното породување доведува до спад на матката, но дали сите жени што се породиле вагинално ќе имаат ваков проблем? Па не, апсолутно. Прво, сите луѓе се разликуваме по конституција, по генетски квалитети на сите скива што ги имаме во себе, онда различни во текот на животот различни големини, односно обезноста. Ја спомнавте дека во тие дилемите обезноста е многу непријатен момент во смисло на тоа што обезноста е централна. Централна значи околу половината и стомачна, да. И таа допринесува за тие фокусни сили да бидат многу поголеми во секој движење, во секој напијање. Обстипација ако постои исто така. И тие се тие провокатори кои што го губат позицијата органите генитални, односно урогенитални, многу често бешикот учествува. Знаете, мочниот меор, кога е надвор од излезниот отвор кој што треба да се празни, останува една зона на мочниот меор што никогаш не се празни. Урината е идеална храна за бактериите. И тие пациентки имаат репетирани хронични уроинфекции. И тоа е, колку имате една подолга уроинфекција, вие лечите со различни препарати, и следувам, нели, она што следува по познатата терминологија, така наречена резистенција на бактериите, и тој круг е врзан. И стално е врзан тој круг и доведува така до потешки решенија. Решението во истиот момент настанува кога ќе го решите позицијата на мочниот меор, ќе вратите мочниот меор кај што треба да биде, кај што му е местото, он ќе се празни целосно и нема да има урина со кој што ќе се хранат бактериите. Тоа е решение кое е апсолутно, мислам, и лесно изводливо. Се ова што го зборам сега, во 80% и повеќе од 80% се решава вагинален пат. Значи, тоа е една интервенции кои што се благопријатни, со најмала траума, и кои што така, се... професор, детално ќе зборуваме за интервенциите, да се задржиме уште малку на телесната тежина. Доколку ја одржуваме телесната тежина? Ке се исклучили проблемот со спад на органите? Апсолутно не може да се исклучи, али одржување на телесна тежина подразбира и физичка активност. Физичка активност подразбира и добра мускулатура и добра значи, доколку еластичност. некој е слаб, тоа не е гаранција дека нема да има спад на органите. Никаква гаранција не е. Нема гаранција за жал за тоа. Не знаеме ние со кој капацитет хормонскиот статут се намалува. Значи, нивото на хормоните доведува до добра циркулација. Добра циркулација доведува до добра оксигенација, добар довод на кислород. Довод на кислород доведува добра функција на сите тие структури што држат. И тоа е многу важен тријас на круг кој што се врти, затоа е битно да позицијата органите не ја изгубат. Кога се губи позицијата, настанува дислокација и на структурите што носат крвоснабдување и нервно снабдување. И тие доживуваат пореметување на позицијата. Некоја што јагол е оштар, и кога ќе дојде тој јагол оштар да биде, така наречен кинкинг настанува, и онда настанува така инсуфициентно крвоснабдување и слаба оксигенација, слабо довод на кислород, што проблемите и функционално се уште повеќе влошуваат. На која возраст обично се јавува оваа дислокација на органите? Дали кај млади жени може да се случи спад на органите во долниот дел на стомакот? Ретко, многу поретко, него во перименопаузалниот период. А доколку имале неколку бременности, една подруга на рана возраст, во 20-тите сега, тоа е релативно денеска што е рано, што е доцна. Да, ретко затоа што младите се активни. Или ако при активни. породувањето, доколку бил шиен оној вагиналниот канал, дали е тоа ризик фактор, да речеме? Ако е шиен и добро затворен по тоа, не. Ето, тука веќе отвараме прашање, друго едно прашање, дали потребата да се каналот вештачки исече, така наречена епизитомија да се прави и така натака, биде потоа добро сутуриран и на време сутуриран, или тоа правење на епизитомија ако закаснило па настанала неволна руптура, викаме неволно кинење на структурите кои што е некоординирано, значи дошло до кинење и на фасцијални структури, и на мускулни структури, тие никогаш не биле добро вратени во својата позиција, односно не биле добро сутурирани, тогаш да. Иначе најчесто е во перименопаузалниот период, таму да речеме од 41-2 година до крајот на животот, нивото на естрогените се намалува. Да, сениумот е исто така погоден за тоа, нема хормони, нема активност, и обстипација постои многу често за жал и така.
Нема пролапс ако нема испакнатини. Односно, жените кои што се жалат на спад на матката, понекогаш забележуваат некакви испакнатини кога одат во тоалет. Мора ли да бидат присутни? Кои се симптомите? Тоа е знак физички кој што го нотираат пациентите. И така и го реферираат, баш така како што вие сега го прашавте. Значи, рековме, има различни степени на спад. Тие, додека е спадот интравагинално, може да се диагностицира со клинички преглед, односно со преглед кај гинеколог. И онда постои така наречена една линија која што ние во струката ја користиме како интерспинум, докај што сметаме дека жена што родила е толерантно и дека нема да има поголеми функционални проблеми доколку спадот е до таа линија. Над таа линија веќе спаѓа во втори степен на спад, по ова класична класификација, каде се уште е интравагинален спадот и пациентката не го нотира. И кога ќе дојде до таа реченица дека има топче, кое што она го гледа, тоа е веќе третиот степен на спад, кога е екстравагинално, значи надвор од вагината, и најчесто се работи за преден вагинален зид со бешиката, или учествува и грлото на матката, и односно така наречен субтотален пролапс на матката. Не? Професоре, кога е спадот интравагинален, како што споменавте, има ли некакви непријатности жената, чувствува ли? Може ли нешто да почувствува дека се случува? Да. Најчесто се болки, нелагодности при подолго движење, стоење, во лумбалниот дел од кичмата, затоа што структури кои што, реков се, висат органите на нешто или лежат на нешто. И сите тие структури имаат своји прикрепувања во паравертебралните, значи поред кичмата што се наоѓаат структури кои што одржуваат ја стабилноста на системот. А и нервите што го сензибилниот момент инервираат, од таму поаѓаат од кичмениот столб, излегуваат. И сите тие напрегања што настануваат ги чувствуваат како нелагодност. Нешто којаш може да има и во текот на сексуалниот живот, може да има провокација на болка повеќе и додека интравагинален. Зборам ова за тогаш кога е изнад интерспинумот, што го спомнав пред малку. Иначе веќе кога ќе помине таа линија, тие симптоми со чести цистити, често мокрење, често нагон за празнење на мочниот меор се повтараат и станува веќе потреба за решение. Така, очигледен станува проблемот и е страшно непријатен, еве тоа е всушност следното што ќе го коментирате. Жените со пролапс на матката неволно испуштаат урина. Споменавте дека имаат чести циститиси, односно воспаление на мочниот меор, но се јавува и уринарна инконтиненција. Секогаш ќе се јави уринарна инконтиненција кога се спушта матката, односно кога се спуштат гениталните органи или не? Сега вака, значи тоа се две комплементарни заболувања. Значи, генитален спад, урогенитален спад и инконтиненција се комплементарни. Зашто се комплементарни? Зашто органите играат заедно, тука се функционираат заедно и пореметување на позициите стално доведува до некои, реков, инервациони проблеми, искрена крвоснабдување доведува до пореметување на крвоснабдување и многу често, дури над 70-80%, пореметена статика доведува до некој степен на инконтиненција, најчест е стресната инконтиненција. Што значи тоа стрес инконтиненција? Тоа значи дека да станува неволен гупиток на урина, на мочка, на мокрача, тогаш кога пациентката кивне, се накашла, побрза, качува скали или дури кога има сексуален однос може да се тоа дешава. Постојат повеќе типови на инконтиненција, ова е најчест и е последица на тоа што сфинктерот, односно затварачот, да речем, на мочниот меур, не е доволно капацитетен во моменти на покачен притисок што настанува во карлицата, да тој притисок го задржи волуменот. Сакам да напоменам нешто, значи, бешиката мочниот меур е мускулен орган и тој треба да се полни, ама да не реагира до адекватен волумен, за да овозможи адекватно празнење, социјално и хигиенски прифатливо место за празнење. Сега упоредите го со срцето. Срцето е мускулен орган, а он кога се полни, веднаш се празни. А бешиката има двојно инервација, така наречен аутономен, значи систем нервен кој што не го контролираме ние, симпатичен и парасимпатичен, и кој што ја одржува таа равнотежа на полнење и празнење на мускулниот орган да се полни, а да не се празни во истиот момент. И има еден волен систем на празнење, на контрола. Значи има дупла, да речем, двојна инервациона и е комплициран орган за функција.
И затоа постои еден друг тип на инконтиненција, кај што пациентите чувствуваат ургентна потреба за празнење. Значи, не може да го одложи моментот на празнење. И трчаат до тоалет. Брзаат, трчаат и многу често и не стигаат до тоалет. И затоа се подложни на носење овие пелени, влошки, како сакате, или пак превентивно, за да спречат тоа, и да често да ја празнат мочниот меур. Со тоа, мочниот меур го намалува својот капацитет на полнење, значи комплајнсот му се губи и практично стануваат веќе зависни. Така да го кажам тоа. Значи, им се нарушува драматично квалитетот на животот, бидејќи тоа е посебно прашање дури што не сакав ја. излегуваат понекогаш од дома. Поради кога честата доаѓа потреба ваму за сакав тоа да уринирање. го спомнам. Знаете, здравието подразбира целосен поглед на животот. Треба да имате здрав дух, здраво тело, здрави органи, значи така да може да проживите здрав живот. Тоа здрав живот цртичка квалитетен живот. Така се вика. Овие пореметувања баш го рушат квалитетот на животот. Бориме за пролапсот, за инконтиненцијата и за тоа. Го рушат и то во години кога и така почнува да се намалува виталниот капацитет. Генерално земено сега, да не идеме во детали. Така. Жените не зборуваат обично за овие проблеми. Ова е нешто што се крие, бидејќи се срамат. Ниту за спадот на матката, мислат дека така за... треба, дека е тоа нормално. Тоа е уште пострашно. Ето една работа што гледа да не се тоа знае, а друга работа е што се мисли дека тоа да, нормално, па ја имам роденови, тоа така би речи, дури и колегата што ја прегледува, што и кажува дека тоа е нормално. Но тоа воопшто не е нормално. Апсолутно, тоа се заболување, ја не знам каде кажував тоа. Во меѓународната класификација на болести, од првата класификација, инконтиненцијата и пролапсот се класифицирани на ниво на свет, преку Светска здравствена организација. Значи, тоа се заболувања. И како секоја болест, има адекватни модели на решенија, да, апсолутно. И тоа има добри решенија. Ќе ги појасните решенијата, навистина има добри решенија и не вреди да се чека со години за да се реши проблемот, бидејќи некои статистики покажуваат дека 5 до 7 години жените не се јавуваат на лекар кога имаат ваков проблем. Ај повеќе вашето искуство говори. Сега одиме на следното, матката може да се намести во нормална позиција со специјални масажи. Има жени кај нас кои што одат кај местачи на матка. Значи со некоја масажа да им ја кренат матката. Што велите за тоа? Постои ли начин? Не знам. Со масажа да се... Не знам тоа. Значи, Зоро не знам, ова што го слушам од вас прв слушам дека како сум масажа. Значи, не би можела да појаснам тоа што се работи, но знам дека има местачи на матка. Местачи на матка има. Да, како што има за шината рака кај што одат на местачи. Немам одговор, јас тоа не знам, стварно не знам. А добро, доколку матката излегува во домашни услови, дали жената може да ја врати? Често пати они практикуваат само репонирање, го прават за да можат да испразнат повеќе од мочниот меур. Што е тоа репонирање? Враќање на матката, да. Вика, јас со прстија буткам матката назад, за да можам да се домочам, затоа што кога станам под шојата после мокрење, осекам дека не ми е празна бешиката и па се враќам. Разбирате? И она самата тоа го прави. Ама тоа го прави во моментот додека е на шоја. После кога ќе почне, ќе се движи, ќе работи, нормален живот треба да тера, тоа пак иде испуштањето пак се репетира и настанува дури често пати поред тоа што настанува триење на епителот од вешот кој што е, нели, настанува десквамација, а во тој период постои атрофични промени на гениталната слузница, поради немање хормони, и таа е многу крта. И многу лесно се направува тие ранички, ние ги викаме декубитус, не знам дали е популарно тоа да се знае. И кога ќе настане тоа, веќе од тоа што има и сукрвица, има и тоа, и тогаш веќе пациентите доаѓаат, нели, тогаш веќе има аларм. Кога е состојбата драматична. Да. Ја не сакам сега да кажувам, јас има пациентка што до тој степен декубитусот се отворил, што бешиката беше на ивица да се отвори, мислам беше скоро отворен. Страшно. Значи да се реагира навремено, а доколку кај жената има спад на матката, дали одредени активности го влошуваат проблемот? Па да. Активностите кои што се поврзани со физичка активност и каде што постои зголемување на интраабдоминалниот, пелвичниот притисок, дигање на тешки товари. Вие сте виделе, можеби, овие што носат потешки товари, они со колената ги завиткуваат и со колената се исправаат.
Да. Тука е товарот Така, товарот е на колено. таа мускулатура, а не со кишмениот стоп. Ако се исправува со кишмениот стоп, а нема доволно стомашна мускулатура јака, онда стомакот се надува, се прави поголем волумен и фокусот точно удира на мочниот меор, односно на предниот зид на вагината, на утерусот, на што сакате. Постои модел на вежбање на физичка активност, каде што можете да допринесете, вие веројатно ќе го прашате и тоа За кегеловите да, вежби. веројатно тоа е многу популарно. Тоа е добро да се почне од многу рано да се почне, тогаш се добива структурната на мускулната плоча која што го држи карличното дно, односно карличното дно, да биде доволно јака. Има култури, има во светот нации каде што девојчињата од мали уште идат да вежбаат трбушен плес, го викаме ние, тоа се вика карлична гимнастика, во суштина се вика. И тоа е затоа што тие популации, тие народи се многу родни, раѓаат многу. И они научиле, проблемот ги натерал од рана младост да карлично дво го засврстат, за да возможат дотичната особа во својот репродуктивен период да роди многу породувања, а да не се дефектна остана. Кегеловите вежби на каков начин се изведуваат? Треба да се седи, да се лежи? Има многу модели. Името е на човекот кој што ги препорачал прв во литература е запишан. Има и други модели, не мора само кегелови, али така се познати. У суштина се сведува на стегање и пуштање на мускулатурата на ното на карлицата, така да го кажам тоа. И еве на пример практично мократ пациентката мокри и онда да го прекине мазот, да го пушти мазот, да го прекине мазот, да го пушти мазот. Тоа е стегање, нели? И тоа е тоа треба да се прави редовно и многу пати да се прави, не само кога се мокри, кога се седи, вака седите овдека и у кафана сте, нека на работно место сте, можете тоа да го правите, да пробувате. Тоа е стварно корисно, али тоа не го враќа пролапсот назад, него може да доведе до успорување на прогресија доколку има. А доколку е пролапсот во почетна фаза, а мускулатурата се затегне, тогаш може да се вратат многу добро да органите. делува, да. Ако е изнад интерспинумот што го спомнав, може многу корисно да делува, ако ништо друго да не дојде до негово влошување на таа хернијата. А дали седењето, лежењето влошуваат или пак ја подобруваат? Па генерално не е добро многу седење и лежење. Нели збориме сега не само за као целокупен сабџект, као личност треба да гледаме здравјето е поврзано и со циркулација и со кардиоваскуларен систем и со све, значи делена препорака на 20 минути од седење треба да прошетате барем 2 минути. Значи и прекомерното седење, седечкиот начин на живот, уште еден дополнителен ризик фактор. Па тоа води до обезност, води до обстипација, тоа се тие кругови. Магепсон круг, што би рекле. Да. Продолжуваме понатаму, вели опасно е да си има сексуални односи ако матката е спуштена. Има ли вистина во ова? Не е опасно. Опасно не е, него не е пријатно. Затоа што матката е солиден орган и мочниот меор е тука. И прво може да има болни односи, онда се незадоволителни односи, нели има потреба од одлагање, избегнување на односи и често пати тоа е проблем. А партнерот може да забележи дека неговата партнерка има... Да, апсолутно. И партнерот може да забележи, ама и самата пациентка реферира. Да речеме пациентката да не е свесна дека го има проблемот. Може ли тешко има партнерот да забележи? болки, има осеќа болки. Болката е сигнал. Има болки, има после односот посебно болки може да има поради промена на позиција, знаете, колку пати ќе се промени таа позиција, па затегање настанува, па сензибилните нерви го имаат пореметено својот пат. И импулсите што ги праќаат и ги враќаат, им биле други во текот на односот и после тоа релаксирани, тоа е стално има референци. Дали жената со спуштена матка може да биде мајка, може да роди дете? Да, значи пациентка што нема завршена репродукција, со спуштена до каде, тоа е сега многу прашање. Ако е спадната целата матка, не може. Али ако е не дека до интроитус или валдел, значи ако збориме за втор степен на спадната матка, да, би требала да заврши репродукцијата и потоа да се реши проблемот на адекватен начин. Следуваат интервенциите, вели со операција на пролапс на матката се отстранува засегнатиот орган. Во кој случај треба да се отстрани матката?
Сега, вака, тоа е многу интересно прашање, затоа што постои некое мислење дека ако матката, пациентка доаѓа и вика, ја мене ми испадната матката, треба да се извади матката. И тоа е шаблон еден кој што постои, кој што за жали многу колеги го зборат така, треба да се извади таа матка, испадната е матката и така. Значи, ја реков преска, спомнав дека матката има три дела. Има еден дел што е во вагината, има мал истмус или брат и има тело. На телото се наоѓаат структури кои што го држат телото и помагаат доколку вратот и грлото си се од нормални димензии, остане на својата позиција. Кога ќе настане спуштање на предниот вагинален зид со бешиката, настанува тегнење кое што го издолжува вратот на матката. И во тој случај доаѓа пациентката каде што телото на матката не е испаднато, али затоа вратот и грлото на матката се испаднати. Во тој случај не мора да се ампутира и телото на матката. Зашто е така? Затоа што природните структури што го задржале телото на матката на свое место се многу поквалитетни од тоа што можете да направите вие во текот на интервенцијата. Затоа што год јас да направам, јас морам да употребам некој држач, некој лигамент, некој нешто да го јас на него ставам. А за да го употребам него, треба да го исечам, па да го вратам до тоа место. А вака се природно позиционирани. Значи, не мора за секоја корекција да биде отстранета матката. Може да биде отстранет дел од матката или уопште да не биде отстранета. Има интервенции кај постари пациентки кои што немаат сексуално активен живот, каде што матката уопште не мора да се отстрани, него може да се направи интервенција каде ќе се врати на бешиката и целата вагина на своје место и да се на некој начин во голема мера затвори вагиналниот отвор. Професоре, некогаш откако ќе биде отстранета матката или пак ќе биде направен некој зафат за да се подигне и да се прикачи на зидот, на стомачниот зид. Жените се жалат на инконтиненција. Им се јавува уринарна инконтиненција. На што се должи тоа? Се пореметува новиот однос, значи кога е спуштена матката прави и бешиката прави агли и прави во тоа учествува аглот, учествува и изводот на мочниот меур према уретрата, према каналот за испуштање на мокрачата. И тој агол го стеснува луменот и така да ние кој ќе го вратиме на своето место, тој се исправа и доколку не се интервенира за решавање и на инконтиненцијата со посебни шавови, со фасции, со така натака, тя може да доведе до инконтиненција. Но инконтиненцијата е специфична пореметување каде што и во светска литература се уште постојат два правца на решавање. И се повеќе во последниот период надвлада овој праве што го заспапуваме и ние и сета англосаксонска литература дека се работи за поттикнување на интрауретралниот, значи за поттикнување, за покачување, за спружување на услови да се зголеми притисокот во мочниот канал. Тоа е. Тоа е малку сега хидродинамика тука, затоа што збориме за еден притисок во мочниот меур и хидродинамиката збори таму кај што е поголем притисок, таму ќе се задржи континенцијата. Ако поголемиот притисок од мочниот меур го биде поголем од тој што е во мочниот канал, тоа ќе дојде до празнење на. Значи тоа се тие закономерности на хидродинамиката. И затоа за решавање токму на таа стрес инконтиненција постои еден златен стандард на решавање кој што го работиме и кој што години веќе во многу години во пракса. Со минимални интервенции се прават каде што постои на предниот зид на вагина 7-8 мм се прави сосема мал отвор и со специјални носачи се поставува една траковидна, лентовидна формација која што се инкорпорира во организмот и токму она овозможува тој интрауретрален, во каналот мочен притисокот да биде стално спремен на тоа зголемување на притисокот, кашлање, кивање во мочниот меур и оно овозможува континенција. Значи, зборувам за светски, јас сега во Италија ќе имаме конгрес еден таков за Европска асоциација и таму баш ќе реферирам за оваа работа од аспект наш, пошто ми имам малку искуство и од надвор од Македонија
И колеги кои што контактирам, токму и они тоа го зборат. Сега постојат тие траки од различни модели. Дали ќе стават со два излаза, со еден излаз, без излаз, тоа е веќе модалитет многу минимален во однос. Главно тоа се тие решенија, златен стандард за стрес инконтиненција на урина. Кога се прави зафат за подигање на матката, Да. потребно ли да се интервенира веднаш и кај мочниот меур? Да, ама во склопот на таа интервенција, знаете што тоа стелно е 3 во 1, 2 во 1, знаете оние кафиња што се со 3 во 1, 2 во 1 и такаш имате, нели, да речеме подикање на матка, корекција на позиција на мочен меур, корекција на инконтиненција, корекција на заден вагинален зид. Значи има неколку степени во корекцијата што се прават. И пак ја повторам, тие се 80-90% вагинални корекции, трансвагинална операција, која што најдобро се поднесува, најмалку траума предизвикува и опоравокот е најбрз. Што тоа значи? Преку вагината влегувате? Да, све тоа. Се што Нема збора. рез? Нема рез. Нема рез? Нема рез. Колку време трае интервенцијата? Зависи. Ова за решавање на стрес инконтиненцијата трае 10 минути, 15, не повеќе. Ова од тие 4-5 што треба да се направат, околу сат време, сат и 15 минути отприлика. Зборам она колку треба хирургот да работи, јас колку треба да работам, иначе пациентката може ќе проведе уште на пола сат повеќе со анестезиолозите, со тие додека. А опоравувањето? Кај мене еден ден е за после стрес инконтиненција, кај мене ќе биде една ноќ. Јутрената ќе си оди. А после овие 4-5 корекции вагинални, другиот ден треба се измобилизира и на тоа си оди, значи 2 дена. Навистина, да, краток период, а се решава еден многу крупен проблем. Само да ги вклучиме професори гледачите, да им дадеме можност да постават прашање во денешната Телма амбуланта. Зборуваме за спадот на матката, но секако и за инконтиненцијата, уринарната инконтиненција, која што е дел од истиот проблем. Како диагностицирате спад на матка во незините почетни фази? Дали со еден обичен гинеколошки преглед можете да потврдите за што се работи? Прегледот е урогинеколошки преглед, значи постои од гинеколошки преглед и онда изведуваме тестови, значи пациентката се замолува да напне, ние поставуваме, имаме така, значи валви, инструменти едни кои што го потиснуваат задниот зид и се гледа чисто предниот зид и грлото на матката како реагираат на тоа напнување, на тоа валсалва маневар да го прави. И потоа го менјаме позицијата, ставаме инструмент кој што спречува предниот зид да учествува и она повторно кој ќе направи го евалуираме задниот зид и предниот зид на ректумот како се позиционираат. Во однос на интерспинум тоа веќе со искуство се знае каде интерспинумот, а и може и да се осети многу често пати. Значи не може при обичен гинеколошки преглед, потребно е урогинеколошки преглед да биде изведен? Тоа е најдобро затоа што во исто време се поставува и најдоброто решение. Обично тоа е предоминантно проблематика што 99% ја решаваат урогинеколози и веднаш на тој преглед завземате и став, ова ќе биде решено најдобро со тоа, тоа и тоа и тоа. Значи, потоа се прават стресови за инконтиненција, нели? Пациентката ако има 150 кубика урина во себе, тоа се проверува ултразвучно дали има. Онда се тера да кашла и онда се гледа тоа губитокот. Многу често пати се гледа губитокот. Може да го направи во лежачка положба, може да го направи во стоечка положба. И онда анамнезата е многу важна. Анамнеза значи земање на податоци од пациент. Значи таа да објасни што точно се случува. Апсолутно. Тоа како што пациентката ќе интерпретира, тоа е најголема придобивка во текот на испитувањето, затоа што она е чим дојде да бара помош за решавање на проблемот, тоа ги знае сите детали кои што не можете да ги вие докучите во текот на целиот. А на кои детали обично се задржувате? Што вклучува прашалникот од страна на урогинекологот? Чести уроинфекции, подмочување, често подмочување, морам да носам влошка, не можам се движам, не можам физичка активност да обавам и пореметен работниот процес, морам често да идам во тоалет. Има различни сега тие, навечер станувам да мokraм или кога ќе станам дали треба да брзам, не треба да брзам, стигам, не стигам. Имам многу така работи кои што се битни да се дознаат. Доколку забележите дека проблемот со спуштената матка е во почетна фаза, што и се советува на пациентката? Ако е во почетна фаза, зафат? Не, тоа не мора да иде одма на зафат, едноставно ако е обезна да намали килажа, обстипацијата да ја реши, да биде физичка активност, може тие такозвани Кегелови вежби да ги практикува и редовни контроли.
To bi bilo sasvim dovoljno da ta početna faza se održi i da se može i da se spreči понатамошен прогресија, знаете, ако ништо да не се спречи, onda ќе се одложи. Има тука наследност некаква доколку... Апсолутно, рековме генетика, јас кога ви говорев, да. Многу е важна, многу. Вие не може секој да е спортиста, гледате, овие добри спортисти имаат структура на мускулатура која што има различни димензии на мускулни влакна кои што имаат различни пропорции на функција и на брзина на активност и така сега да не го ширам. Тоа е посебно прашање. Да разјасниме уште една вистина или заблуда, вели, ако не се третира на време, матката ќе испадне, ќе излезе надвор. Дали кај сите жени како што се јавил спад на матката, доколку нема третман, таа ќе испадне? Значи, или може процесот да запре во одредена фаза и таму да остане? Теоретски да, но знаете како, под дејство на земјината тежа, под дејство на секојдневните активности, обстипации, напнувања за дефекација, и сето тоа во најголем процент пролапсот е прогресивен. Како проаѓаат години, како проаѓа времето, тој станува се поголем и поголем и еден момент станува видлив. И тоа што ќе стане видлив, веќе пациентката сама го реферира. Така да, тоа исто како хернијата. Так. Хернија било каде на, да речеме, на абдоминалниот зид, на стомашниот зид, ако се јави, таа почеток е мала, веројатно со тек на време ќе се зголеми. Малите херни се поопасни. А поопасни се малите? Па да, затоа што малите херни може да дојде до така наречена инкарцерација, значи да влезе сребна виуга и да настане притисок на крвоснабдување, да го наречам, и тоа е веќе ургентно. Така. Имаме гледачи кои што очекуваат да постават прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Јас сум 68 годишна жена. Така. Почна негде околу 61-62 година, како што кажа професорот, при само кивање, при движење, така да пробива урина. Меѓутоа, јас одев на уролог, одев и на гинеколог. Пиев некои лекови, ми дадоа, ништо од тоа немам, одобро. Моментално не пијам ништо од такви работи. Дење не, нема ништо. Може во текот на денот да ме фати, како што кажа он, така да брзам, да морам да одам до тоалет. Меѓутоа, често ме тера навечер. Може по 7 до 8 пати, значи на сат и пол, максимум 2, јас да станам и да уринирам, и тоа не голема количина, не се испразнува доволно. И како што кажавте вие со професорот, страхувам да тргнам негде. Страхувам да појдам до продавница, страхувам да појдам до пазар, страхувам да појдем негде, дури верувате секој ден по 2-3 пати влегувам во купатило, се мијам, сменувам килото. И сето тоа допринесува страв и кога дојде некој непријатно се осеќаш, да не пуштиш урина, да мириса стига на топлото или сето тоа. Би сакала да прашам професорот, каде можам да го најдам и како можам да стапам во контакт со него да дојдам на преглед? И што да правам понатака? Така, ви благодарам за вклучувањето. Професорот работи во клиничката болница Жан Митрев, на оделот за урогинекологија. Професоре, можете сега вие да дадете пациентката све кажа. Се што зборевме да го кажа, така? Сите проблеми се застапени во незиниот случај. Типична анамнестички податоци, кои што пред малку ме прашате како изгледа. Има решение убаво, повелете, дојдете, ќе ви дадат телефон, ќе направиме термин, ќе ве видам, ќе се договориме за све и немојте да земате никакви таблети, пошто тоа е на втор тип на инконтиненција кој што постои, најчест, така наречена ургентна инконтиненција. И многу често добиваат пациентите терапија која што ги супримира тие нагони за мокрење. Обично навечер ја примаат терапијата пред спиење. Зависи кога примаат, али тоа пак допринесува до задршка на неиспразнета урина. И тоа пациентката сама го реферираше дека има чувство дека не е допразнета урината. Знаете, значи затоа рекам добро што не зема сега ништо, треба да видиме позицијата, треба да видиме ресторина, све да видиме. Преглед и терапија ќе има некоја и договор, ја не знам дали постои генитален спад тоа сега. Али ова што го кажа е типично. Многу типично и коректно, убаво.
Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Да го прашам, сакам докторот, ве слушам поодавна. Сестра ми има проблем со матката. Така. Таја има околу 70 години. И матката ја излегува надвор. Така. И еве неколку пати одела на лекар и докторот ја вика, ајде сега снимај се, ај после дојди по 10 дена, ајде дојди по 15 дена, ајде сега ќе чекаме термин. И еве ја матката уште пред короната. Се уште И го уште има нема проблемот. доктор, не знае што да прави. А има проблеми големи, нон-стоп ја излегува надвор. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, 70 години и ваков драматичен спад на матка. Што се препорачува? Дали возраста е некаков ризик фактор сега годините за... не се пречка за решавање уопште. Имаме модерен модел на обезболување и како малку пред кога спомнав, јас имаме на избор лепеза на интервенции што може да ја вратат матката или да ја извадат матката, каде што ќе помине со минимална инвазија за тие години. Не мора да значи дека е 71-2 години, дека е некој тежок пристап со обзир на годините. Ја ги разбирам некојаш колегите кога ќе видат постара особа дека сакаат да избегнат затоа што Имат и не е рутина на работата. И коморбидитети имат повозрастните лица. Па да, али затоа треба се прилагоди пристапот, моделот на решавање и обезболувањето. Тие два модела се разбира, видите, кај нас во болница ќе помине селективен предоперативен припремен триаж еден. Нели ќе се направат кардиолошки, лабораториски, анестезиолошки, сите тие испитувања што ги правиме. И тука кога ќе се добие позитивна оценка, онда се оди на интервенција. Нека повели пациентката, ќе ја погледам и ќе дадам мислење што би било идеално за решавање. Ја 72 години не е многу, јас имам над 85 години пациенти. И успешно сте го Па да. И за многу благодатно. Затоа што негата на тие пациенти станува многу потешка кога нема да можат сами да ја празнат бешиката, знаете. Јас од Дом за збринување на стари лица беше донесена пациентка на 89 години, пошто имаше веќе проблеми со хигиенско одржување на телесната лако и таа беше решена со една минимално инвазивна техника, каде што по некоја основа јас зет од незин го познавам и он доаѓа да каже дека она сега е се уште добро и мислам жива е таму, намалени се тие проблеми што беа, почна да развива декубитус и урината има киселина. И замислете вие на тие години кожата колку ја трофиш на таа киселина, што прави на таа кожа. Не може никогаш да средите доколку не прекинете тоа нон-стоп течење. А и овие влошки, односно пелени, и тие се синтетика. Така, и па тие заедно со урината прават еден спој кој што многу често со текот на време предизвикува локални дерматолошки кожни проблеми. Имам такви пациенти ја. Да. Уште еден гледач имаме, професоре, да слушнеме што е прашањето. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната телма амбуланта. Да. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ке ве замолам само да го намалите тонот на телевизорот. Што ме споите? Така, Морам повелете. да го намалам телевизорот. Извинете. Нема проблем. Ме прекинај. Така, сега ве слушаме одлично, можеме нормално одлично. да комуницираме. Повелете. Ви благодарам, многу поздрав до вас и до докторот. Благодарам. Имам 76 години, сум витална, немам тежина, вака средна, можда и слаба да се каже. Мокрењето ми е проблем невиден. Негде ќе тргнам, јас морам да одам негде, секогаш сум, и сега избегавам да излакам од дома, само да не одам негде и така. Така. Голем проблем е, да ви кажам. Така. И сега ве интересира што би можело во вашиот случај да биде решение. Докторот сакам само да ми каже каде е он, во која болница, ја би отишла, така, на еден разговор и на преглед, така. Ви благодарам за вклучувањето во програма, како во неколку наврети потенцирав, професорот работи во клиничката болница Жан Митрев. Професоре, што во ваков случај кога има ургентна инконтиненција, ако не се лажеме ова? Или не мора да значи? Дава сугестија, да видиме прво дали има уроинфект.
Аха, може да се работи за Да, такво мора тоа нешто. да го исклучиме, onda позицијата да видиме дали е сочувана на статиката, статичните позиции, интерференцијата меѓу органите. И ќе препорачаме терапија, сигурно во секој случај. Нека повели пациентката, ќе направиме преглед еден комплетен, заедно со решение кое што е идеално за неја. Без обзир возраста, апсолутно, за овие проблематика не е возраста граница на решавање. И не е никогаш контраиндикација. Сем во изузетни случаи, што еве ја на толку години кариера, скоро да не сеќам да имам случај каде што било контраиндицирано решавање. Контраиндицирано решавање би можело да биде тогаш кога има некоја витално загрозувачка друга проблематика, па оваа се остава за после. Тогаш би било тоа. Но ова е нешто што би можело да се реши кај секоја жена која што се соочува со ваков проблем. Со добра припрема, со добар избор на метода за решавање и реков безболување кое што е најадекватно за возраста. Така постојат различни модели. Па мислам во болницата кај што работам, нели во Жан Митрев клиника имаме стварно услови за да го тоа добро реши. Професоре, многу ви благодарам за вашето денешно гостување и за појаснувањата поврзани со темата на која што говоревте, што ги сепариравте фактите од митовите поврзани со спадот на матката, бидејќи ги имаше навистина многу. Да, и многу е важно ова што рековме преска дека тоа е заболување, не е нормално. Не е нормално, не е прифатливо, не е нешто што би требало да се живее во староста. Апсолутно, апсолутно. Секој заслужува квалитетен живот, кога има добро решение. Така е. Ви благодарам уште една за гостувањето. Ми беше задоволство. Взаимно беше задоволството. Им благодарам и на гледачите што се вклучија во програма и што денеска не следеа со внимание. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска во студиото на Телман ни гостуваше професор доктор Васил Илиев, специјалист гинеколог акушер, субспецијалист урогинеколог. Ви посакувам убав ден.